председателе. Навистина, овие два дена се малку по-интересни и по-турбулентни. За жал, за СДСМ се случува нешто кое што е досега невидено. Прво, морам навистина да изразам задоволство за тоа што од реформската агенда и од она што значи спроведување на реформи во областите кои што ни се наметнати како држава, кои што мораме да испроведеме, имаме очигледен резултат. Знам дека тоа предизвика голема паника кај опозицијата за тоа што Република Македонија доби најмногу средства поради исполнети обврски, па сега нема за што да се фатат, па ќе одат на ова задолжување. Дали ова ќе биде задолжување? Да, ќе биде задолжување. Тука не е ништо дискутабилно, ниту нешто спорно, затоа што ова задолжување беше предвидено во буџетот за 2026 година. Задолжувањето е наменско, за разлика од оние кои што ги зимаа предходно. Знаете, многу умина од тука сме сведоци за минатиот мандат какви долгови се трупа, без никакви резултати, затоа што финансира ЕСМ, финансира водоводни системи, системи за наводнување, финансира Номагас и така натаму. Меѓутоа, после неколку години се испостави дека тие практично финансирале криминал, ги финансираа камионите на Вице, ги финансираа неработењето на Љупчо Николовски, така што сега имаме обврска да плаќаме камати дури и за неповлечени средства и така натаму. Се сеќаваме на времето кога се земаа кредити со камата 6,96, исто како да влезете во овие Тиго, Флекс кредити или не знам како и да се викаат, и да си земете пари. Такви беа принципите на работа на СДСМ. Се сеќавате за еден пропаднат обид за задолжување кога државата исплати 4 милиони евра само за преговори, но сите не одбија затоа што не бевме стабилни, и тоа беше доволен показател на каде се движи државата. Во овој момент имаме од наша страна барање кон 13 банки, а имаме одобрување на средства од 8 банки за 260 милиони евра, кои што ќе бидат наменски, кои што ќе бидат дел за сервисирање на долговите и дел ќе одат за развојни програми. Не можеме како држава да се донесеме во позиција само да ги сервисираме долговите или пак воопшто да не ги сервисираме, а да немаме никаква развојна компонента. Практично во претходните буџети кога се носеа, кога беа СДСМ на власт, ние бевме сведоци дека постојано правеа компарација на почетокот на презентациите на нивните проекции за буџетите, кај што велеа златно правило, имаме развојна компонента, имаме капитални инвестиции, па долг кој што ќе биде помал од капиталните инвестиции. Меѓутоа тоа беше само на почетокот. Кога стануваше збор за извршувањето на буџетите, видовме дека во ниту една година не го направија тоа кое што го ветија претходно. Дали оваа камата е добра? Да, добра е, затоа што Црна Гора како земја која што можеби е најблиску до Европската унија, барем по медиумите, според она што се говори, има земено кредит со камата, сега ја гледам бројката, 2,5 над Еурибор, а ние одиме со 2,1. Тоа значи доверба во државата, тоа значи дека нашиот буџет е одржлив и дека можеме да го сервисираме овој долг. Значи, да сумирам, не сакам многу да должам затоа што колегите многу кажаа претходно, овој заем не е за крпење дупки, не е панично крпење, не е крпење или спасување на ликот и делото на Васко Ковачевски како претходно што беше. Ово е наменски заем, поволен заем, конкурентни пазарни услови имаме. Долгот е навистина намален, иако они, знаете, таа е една исклучително вешта игра, посебно од страна на поиските економисти, кои што играат со апсолутна вредност, со апсолутен износ на долгот и ќе кажат да, од 9 милиарди ќе оди на 9,300 или како и да е. Меѓутоа, како процент од БДП се намалува. Се намалува затоа што благодарение на работата во овие 2 години успеавме да го покачиме бруто домашниот производ, имаме доволно развојни компоненти, имаме поддршка на приватниот сектор, имаме се што значи создавање на услови за развој и сметам дека ова треба да го искористиме за да продолжиме во добра насока. Тука ќе прекинам.
Мислам дека СДСМ ќе ги оставиме уште малку да си се поудават во она што си го наметнаа самите што го направија. Ќе им оставиме уште некој ден да жалат за тоа што Република Македонија доби средства поради исполнувањето на реформската агенда, а нас нема да не одвратат од намерата да продолжиме во оваа насока. Ви благодарам. Благодарам, почитувам